Јас се поздравувам и посакувам Божи благослов. Ова е трет пат во мојот живот. Светлата сабота да се паѓа на 7. Што значи саботен ден и 7 ден, не само од седмицата, туку и од месецот. Ја верувам дека сте благословени како што тргна саботата и со самата библиска полука. Ние само ќе продолжиме на оваа тема. Мејата сабота некој што повеќе зборував за саботата како символ, покој на Божиото царство, на безгрешноста, Христовата смрт, неговата почивка во големата сабота во гробот, исто како и седмата, односно седмиот ден од создавањето, првата сабота, представуваат слика за тоа идно царство. И со самото тоа представуваат слика за Божиот печат. Затоа што кога Господ го создаде светот и се одмори, се беше совршено. Немаше ништо грешно, сгрешено, ниту нешто фалично. И кога Господ се одмори големата сабота во гробот, човечката грешна природа, која што ја зеде, ја наследи во Витлеем, од неговата мајка, за секогаш беше умртвена. Затоа што со воскресението стана со само поинаква природа веќе. Со безгрешната, безсмртната човечка природа. Со новото преобразено тело, кое што апостол Павле го нарекува духовно тело, во кое што ќе станат и сите верници кои што ќе бидат оправдани и биле оправдани, ако и во колку починале, односно заминале во гроб, а во кое што ќе се преобразат сите тие живи запечатени, без да видат смрт, во тоа ново духовно тело. Сега би сакал да продолжам на истата тема, саботата како Божиот печат, да видиме зошто саботата е Божиот печат. Значи, кажав, адвентистите, пионерите на адвентизмот на 7 ден ја откриваат саботата, значи кога започнало нивото движење, тие уште не ја празнувале саботата. Некоје кратко време после 1844 година ја откриваат и ја прифаќаат саботата, меѓутоа каде ја откриваат? Тоа е оно што сакаме да го потенцираме. Ја откриваат во доктрината за светилиштето. Значи, тоа е битното. Да, саботата се наоѓа во четвртата заповед. Меѓутоа, каде ја нашле четвртата заповед? Каде ги нашле 10 заповеди воопшто? Ги нашле во светилиштето. Бидејќи се занимавале со светилиштето, бидејќи светилиштето беше темата која што ги окупирала и пред разочарувањето и после тоа. И во светилиштето, во светињата на светињите, во ковчегот на заветот, конкретно во текстот од Откровение 11.19, еве да го отвориме да го прочитаме. Откровение 11 глава 19 стих. Тогаш на небото се отвори храмот на Бога, последниот стих од 11 глава, и се јави или се покажа ковчегот на заветот во неговиот храм. И имаше светкавици, гласови, громови, земјотрес и град голем. Овој стих оставил посебен впечаток на првите адвентисти, затоа што овој стих ги вовел, така да речеме, во светињата на светињите. Бидејќи каде се наоѓал ковчегот, кога воопшто бил во храмот, каде се наоѓал, во која просторија? Во светињата на светињите. Внатре во најсветиот дел од светилиштето.
Тука Елена Вајд ја имала и во тоа време од прилика, 1847 поточно, но некои 6 месеци откако самата и со незиниот сопруг почнале да ја празнуваат саботата, ја имала и првата визија на оваа тема, каде што во светињата над светињите и биле покажани 10 заповеди. И се сеќавате на таа визија? Во рани списи, например, е опишена. Од првите 4 заповеди светеше посилна светлина во однос на светлината од последните 6, од втората плоча. Но и во првата плоча, каде што и беше посилна светлината, четвртата заповед, од неја па само светеше посилна светлина од претходните 3. Много интересна визија. Зошто е тоа така? Има нешто во четвртата заповед што ја прави побитна од другите? Да, точно. Зато и се наоѓа на средина. Што беше тоа и што е тоа што адвентистите тогаш го откриле? Ја откриле саботата како Божиот печат. Четвртата заповед во себе го содржи што? Прво, ја содржи информацијата кој е тој, што ги кажува сите овие заповеди. Значи, или поточно речено, што е тој? Значи, во првата заповед Господ им се представува на израелците, јас сум Господ твојот Бог. Значи, јас сум твојот Господ, значи јас сум твојот Господар. Јас сум твојот Бог, ама, добро се тоа може да каже било кој. Ама, конкретно се, кој е идентитетот? Дека сум ти Господар, дека сум ти Бог, тоа е факт, меѓутоа, јас сум тој што те избавив од египетското робство, да, меѓутоа, нешто побитно го открива идентитетот, нешто што само еден Бог може да го каже, а не било кој во четвртата заповед. Оној што ги создаде небото и земјата за 6 дена, а 7-миот ден се одмори или почина од своите дела. Само кој може да го каже тоа? Само еден Бог може да рече за себе дека јас сум Творецот. И видите, и сите демони, и сите ѓаволи тоа го признаваат. Во книгата на Рожа Морно, неговото искуство со светот на надприродното, со спиритизмот, кажува дека во сатанистичката секта каде што припаѓал, самите сатанисти и самите демони, кои што биле обожувани таму, кои што дори и видливо им се прикажувале во некои сеанси, нивниот противник, така да речам, христијанскиот Бог, не го нарекувале Бог, не го нарекувале ниту Господ. Значи, сатанистите тие титули му ги упатуваат на сатаната. Значи, кога сатанистите, тоа Рожа Морно го кажа својата книга, кога сатанистите велат Господ и Бог, мислат на сатаната, на нивниот Бог, на нивниот Господар, чиј што јарем е каде потежок. Суров камшик. Потежок од најсуровиот робовладетел што постоел од месо и коски на оваа земја. Да, а за разлика од сето тоа, ако Христос ви е Господар, неговиот јарен е најлесниот. Точно, тогаш си најслободен. Во Христа си најслободен. А тоа сепак не подразбира беззаконие, зашто и тоа е јарен некаков. И тук има принципи, и тук има закон, меѓутоа тоа е најлесниот. Тоа е најубавиот. Зашто Христос е најдобриот можен Господар, што може да го имаме.
Значи, тие титули, Господар, Бог, сатанистите ги потувале на своите демони, на сатаната, а христијанскиот Бог го нарекувале само со една титула. Творецот. Значи, сепак признавале дека не може било кое божество да биде Творецот. Само еден Бог, единствениот вистински Бог, како што Христос го нарекува, може да биде Творецот. И тој како таков се открива во 4-та заповед. И како што и секој печат, таа аналогија ја направиле пионерите на адвентизмот, секој печат, освен титулата на они што го издава печатот, чие што име и власт се дефинирани во него, ја дефинира и територијата, небото и земјата, значи се, целиот универзум, за која што територија важи. Адвентистите ја откриле саботата како Божиот печат, но Божиот печат е работа од еднината. Откровението, кога зборува за печатот, зборува за запечатувањето. Рековме, за разлика од Светиот Дух, печатот со кој што сме запечатени како залог сите верници на почеток, со крштевањето со Светиот Дух, за разлика од тој печат, овој последниот печат ќе биде ставен само на 144.000. Нешто повеќе следната сабота ќе зборувам за нив. Еве да ја подсетам сестра Верчева Струмевска, дека следната сабота ќе зборувам за таа тема, зашто таа по имейл ми поставуваше некои прашања во врска со неа. Само 144.000 ќе бидат запечатени со тој печат, последниот печат, печатот од откровението. И сега рековме зошто ќе бидат запечатени, да го повториме и тоа. И тоа е суштината на адвентистичкото учење, од кое што денес може и многу магистри и доктори по теологија да се откажуваат и да не веруваат, но тоа е за нивен срам и резил, зашто ако стварно не веруваат, треба да дадат отказ на своите работни места и да ја напуштат Адвентичката црква. Но гордоста тоа не им го дозволува, а секоја ерес е гордост на умот, произлегува од гордоста на умот, и тие сакаат сега да проповедат некаков друг адвентизам, некоја друга теологија, но да си бидат повторно во адвентистички факултети и адвентистичка црква. Но суштината на адвентизмот е тоа, дека ќе дојде време, кој што не го знаеме и нема да го знаеме, кога точно? Кога повеќе нема да има посредник, кога милоста ќе заврши. Кога после тоа не може да се направи греф и да биде простен. Нема да може. Повеќе нема да има посредник во небесното светилиште. За тоа време ќе постои еден народ кој што ќе треба да живее, Божји народ, кој што ќе треба да живее без посредник. Ќе треба да живее, лесно е да умреш во вера и самата смрт е за тебе печат. Додека си мртов, додека си мртва, сигурно нема да грешиш, додека Господ не те дигне повтор. Но како да живееш без да видиш смрт и повеќе да не грешиш. Затоа што во тоа време, кога нема да има милост и во времето на големите неволи истовремено, во тоа време нема да има посредник. Затоа служи овој печат. Печатот кој што ќе ги зацементира, така да речем, ќе го запечати, самиот глагол тоа го кажува, не постои друг збор со кој што поубаво ќе го објасниме.
ќе го запечати Христовиот карактер во нивниот живот. Светиот Дух во полна мера излеан во нивниот живот, така што ќе можат да живеат, да дишат низ тоа страшно време, низ Господовиот ден, како што ги нарекува старите пророци, а без да грешат. Повеќе да не грешат. Никогаш. Саботата како Божи печат се потпира на оне што таа била во минатото, бидејќи Божиот печат е нешто, работа од иднината, блиска иднина, се надеваме. Сабота како Божи печат значи дека саботата допрва ќе биде нешто во иднина што се уште не е, сега се уште не е тоа. Зашто се уште, никој се уште го нема Божиот печат. Како што никој се уште го нема жигот на зверот. Може да речеме за некој човек, за било кој, за најголемиот грешник на земјава, да речеме, дека веќе го примил жигот на зверот. Не може да речеме. Може да речеме за некого денес, дека веќе го примил Божиот печат. Или за самите себе си. Не можеме да речеме. Дали некогаш воопшто ќе можеме да речеме, додека Христос не се појави, не знаеме. Меѓутоа, Божиот печат, како нешто што се уште припаѓа на иднината, значи дека саботата, како Божи печат, ќе има едно посебно значење, кое што се уште го нема, кое што ќе го има дури во таа блиска иднина. И кога адвентистите почнуваат да ја празнуваат саботата како Божи печат, те ја празнуваат саботата како нешто, не како нешто што таа веќе била, како законска обврска од Стариот Завет, или како благодатен одмор од Новиот Завет, тоа веќе била со векови порано, туку како нешто што таа допрва ќе биде во блиска иднина. Што ќе биде саботата во блиска иднина? Кој ќе биде значењето на саботата? Зошто саботата ќе биде битна во таа блиска иднина? Затоа што ќе постои прогонството предизвикано од наметнувањето на жигот на зверот. И сега жигот на зверот има врска со саботата. Ако саботата е Божиот печат, жигот на зверот е што? Нешто спротивно на тоа. И адвентистите на тој начин ја развиваат својата доктрина, есхатолошка доктрина, дека Антихристот во последното време ќе наметнува некој друг ден како печат, како знак на својот авторитет, на својата власт, а ќе ги прогонува сите оние кои што го прифаќаат Божиот ден за одмор, саботата. Сега, значи, замислите време во кое што неделата, да речеме, ќе биде легалистичка институција, како фарисеите што саботата ја направиле во своје време. Бидејќи неделата ќе се наметнува со закон. Наспроти тоа, ќе бидете, значи, страшно искушувани да ја погазите саботата, че не само што саботата нема да биде заштитена со закон, туку напротив, законот ќе биде против неја. Нема да, значи, не смее, како и што сте имале до сега еден куп искуства со работни места, значи, едноставно ветерат со сила, ќе ветерат и тогаш со сила, само сега на глобално ниво, значи, почнувајќи од Америка во целиот свет, да работите во сабота. И сега, што треба да биде некој за да застане тогаш на Божија страна? Ајде да бидам појасен. Значи, што треба да представува саботата за вас?
за да застанете на Божија страна во тој ден, да одбивате да работите во сабота. Добро, значи, со тоа, значи, тоа е печатот. Значи, Божиот авторитет, ако заради тоа што сакаш да му бидеш верна на Божиот авторитет, кога целиот свет е против саботата и празнувањето на саботата, и те гони ако тоа го правиш, заради таа верност, значи, саботата на тој начин станува, што? Се покажува како Божи печат, символот на неговиот авторитет. Значи, тебе те гонат и ти упорно ја сакаш саботата. Значи, за тебе саботата треба да представува и Божи авторитет, но треба да представува и милина. Значи, како кога јас бегав од часови за да дојдам што поскоро, петок вечер тука со Аслимовски и со другите пријатели, да проучувам. Не само на богослужението петочно, после тоа беше вистинскиот десерт на приватни муабети, проучување, библиски лекции. Или ветерат на работа, не сте отише на работа во сабота. Зошто? Не верувам дека е постоел таков адвентист кој што одбивал да оди на работа во сабота, тогаш кога го терале, или во војска, или не знам каде, тогаш каде што те тераат, каде што постои сила од озгора, од надвор, што те принудува да ја газиш саботата. Не верувам дека постал адвентист кој што останал верен на сабота само затоа што се плашел да не го прекрши Божиот закон. Не. Мора саботата да ви биде и милина, да ја доживувате како благослов, за да толку ја сакате, за да толку го сакате Господа, за да не му сгрешите. Не може тоа да биде само законска обврска, како во Стариот Завет. Па точно, тоа го зборувам цело време. Божиот печат не е законска установа. Божиот печат не е законска установа, не е законска обврска, затоа што тогаш, напротив, законот ќе биде против саботата. А напротив, неделата ќе биде легалистичка установа, бидејќи сите граѓански закони ќе бидат на нејзина страна. И тогаш ќе се види дека оние што тогаш ќе останат верни на саботата, на саботната заповед, всушност на Христа, бидејќи тоа е само символ, знак на неговиот авторитет, тие покажуваат дека тие се тие што живеат во благодатта, во Божиот покој, а не оние што ќе ја погазат тогаш саботата, затоа што лесно е вие во недела лесно да не работите во недела. Тогаш кога законот, државните закони, традиции, обштествени норми и така натаму, тоа го имаат од векови установено и востановено и никој не ве гони заради тоа. Меѓутоа, кога ќе нема верска слобода и кога ќе ве тераат во сабота, како што сте имале такви искуства и сме имале, да останеш верен тогаш на Господовата заповед, значи таа да ти биде благодат, да ти биде милина. Значи тоа не е законска обврска повеќе. Таква била саботата за првите христијани, но за тоа ќе зборуваме понатаму, сега немаме време. Само сакам да ги прочитам текстовите во Стариот Завет, кои што покажуваат или докажуваат дека саботата е некаков печат, затоа што таму е наречена знак. Каде е наречена? Знак. Саботата, самиот Господ ја нарекува саботата знак. Кога зборувавме за знакот Тау, кај се ставаше тој знак? Во Езекил 9 глава, на чело. Кај се стави Божиот печат? На чело.
Откровение 14 глава, први стих. Што имаат 144.000 напишано на своите чела? Името Божјо, така вели тој стих. Значи, сето тоа едно е те исто. Знакот Тау, Божјето име, значи неговиот авторитет, неговиот карактер, неговиот дух, сето тоа ќе биде на чело, на чело, на чело, на чело. Зошто на чело? Што се наоѓа тука на челото? Таму се наоѓа челниот или предниот резен на мозокот. Кој што дури во последно време медицината, значи или науката поточно речено, го открила тоа, дека челниот резен е седиште на човековата волја, значи и духовноста, односно смисолот за морал, за тоа што е асално, што е добро, што е лошо, што е срамно или непристојно, тоа се наоѓа во челниот резен. Библијата нешто што го зборувала со векови, со илјадници години, дека печатот, дека знакот се става на чело, тоа науката дури во скоро време открила која е функцијата на челниот резен на човековиот мозок. Прво ќе читаме, ќе отвориме во 2 Мојсеева, 31 глава, а после ќе се вратиме кај Езекил, бидејќи Езекил или Езекил ги ја кажува истата вистина. Тридесет глава, кој стигаше? 15. Добро, почнуваме од 13, може. И 12. И пак му рече Господ на Мојсей, што? Велејки. Кажи им на синовите на Израел така, пазете ги саботите мои. Зошто? Зашто тоа е знак меѓу мене и вас, од колено до колено. Зошто? За да знаете, зашто е саботата знак. Кажува нешто повеќе, има тука нешто повеќе. За да знаете дека јас сум Господ кој ве посветува. Вистинскиот Господар, оној чиј што знак е саботата, посветува. Било кој друг идол да го имате, било кој друго божество да го имате и да му се кланяте, тој ве расипува и ве понижува. Идолите понижуваат. Самото тоа што некој човек ќе го направи твој идол, значи ти самата себе си или самиот себе си се понижуваш. Гревот исто така понижува, било кој грев. Го расипува, го понижува човекот. Го резили човекот. Го упропастува човекот. А Господ е тој кој што посветува. И сега да отвориме во Езекијел. Го слушнавте, Борче? Знаете ли кај се наоѓаат во Езекијел тие стихови? А тие стихови ги има уште во основните вистини за крштевање. Основните вистини, односно основните лекции. Основните теолетички лекции ги зборуваат за тие стихови. Книга на пророкот Езекијел, која глава? 20 глава, кој стих? 12. Само 12? И 20. Значи и 20, 12 и 20, 20. Тоа мене ми остане во глава уште од 9 стора. 20, 12 и 20, 20. Така ги памтам цело време. Езекијел, 20 глава, прво 12-тиот, стих,
Им ги дадов исто така и моите саботи, за да бидат знак меѓу мене и нив, значи израелците се мисли, па да знаат дека јас сум Господ што ги осветува. Е повторно истата мисла. Ајде 19. Јас сум Господ вашиот Бог, постапувате според моите заповеди, пазете ги уредбите мои, исполнувајте ги, тоа е општо. И се празнувајте ги моите саботи, за да бидат знак меѓу мене и вас, па да знаете дека јас сум Господ вашиот Бог. Е тука само тоа. Значи, знак дека јас сум вашиот Бог, но во претходните два стиха што ги прочитавме, во Излез и 12 стих од Езекијел, 20 глава, да знаете дека јас сум Господ вашиот Бог, кој што ве посветува. Значи, саботата е посветена со самото тоа што била издвоена. Значи, седмиот ден е посебен во однос на другите 6. Израелскиот народ бил посветен со тоа што бил издвоен. Господ го повикал Аврам, Господ ги избавил израелците од Египет и ги направил посебен народ. И со тој, само со тој посебен народ склопил завет. Со нито еден друг народ. Другите останале да живеат во калта. Но сето тоа имало за цел да ги втисне во свеста, во умовите, во мислите на израелците овие вистини, дека само Господ е тој што може да ги посвети. Вие самите себе си не може да се посветите. Значи, не во Ерусалим, во Мека, во Медина, кај год да отидете, на Марс да отидете. Значи, на било каков аджилак да отидете, нема да станете посвети од кога сте тргнале. Видите, во христијанството се натрупал еден куп суеверија. Значи, не биле, мејата сабота се смеевме на вапцаното јајце до икона, што зборе на телевизија. Ако вапцаното јајце стоело до икона година дена, ќе се стекнало со магична мок. Со магична мок ќе се стекнало. Фарисеите, споменавте, имале своји суеверија во врска со јајца исто така. Вчера слушнав една друга тешка глупост во врска со Ѓурѓев ден. Едноставно, дори толку ме налути што не знаат да зборуваат, барем чисто православие да зборуваат, ќе ме радува. Например, кој бил Свети Ѓорги Победоносец? Чисто биографија некоја. Ама зборуваат глупости, зборуваат што народот прави и што народот верува за дека треба да се прави на тие и зошто да се прави и еден куп суеверија. Народни верувања. Што рече еден протестант од Струмица на времето, бабина теологија. Меѓу сите тие суеверија, една од суеверијата било дека ако отидеш во Ерусалим, средниот век, да католичката црква многу проповедаше тоа суеверие, ако отидеш во Ерусалим и се поклониш на светите места таму, и се вратиш, ти ќе станеш аджија, што значи ти ќе станеш свет. И нашите што оделе таму, нашите предци од овдека, например, ако се викал Николов, кој ќе се вратил, ќе станал Аджи Николов. И така си го додавале тоа на таквите, на своите презимиња. Меѓутоа, се станува свет со тоа, како што Лутер поверувал, нели поверувал на она друга суеверија. Ако се качиш на колена по Пилатовите скали, ќе станеш свет, односно ќе ти бидат опростени сите гревови. Видите, ние во христијанството можеме да изброиме многу потешки суеверија и глупости од оние што фарисеите ги пропишале во свое време и за кои што Христос ги укорувал. Но сето тоа е резултат и последица на непознавање на вестината. Незнаење што вели Господ. Мојот народ остана без знаење, затоа гине, затоа што е без знаење.
Саботата е света и ние треба да разбереме дека само Господ, Творецот, на кој што таа упатува, може да не посвети, да не направи свети, а никако со било какви наши дела или со било какви наши заслуги, со било какви наши подвизи, да го потребаме тој збор, бидеќи често се користи во монаштвото, се подвизуваш или стануваш подвижник, подвизи правиш. Може да правиш еден куп подвизи, ама тоа не те посветува. Тоа не те оправдува, бидеќи не се оправдуваме, не се спасуваме со нашите дела. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Ке продолжиме следната сабота, веројатно на вечер, сигурно на вечер. Борче малце ке паузирам следната сабота, ако стварно професорот Савче не послужи. А посакуваме тоа на вистина да се случи и да биде се во најдобар ред.